Белградскиот мецо-сопран Ана Синицки во Македонија ги сними спотовите за својот прв соло албум. Таа е оперска пејачка од Белград и е со македонско потекло. Веќе долго време бележи успеси на светските сцени, задоволна е со постигнатото во главниот град на Македонија, каде што го сними првиот спот за авторската песна Има времена и номерата Ту амор во шпански ритам. После првиот видеозапис со своите најблиски соработници, Ана го сними и вториот видеозапис за песната Ајде слушај, слушај, Калеш бре ангел, која исто така ќе се најде на новиот албум со нов аранжман. Заради автентичноста на овој регион, мислам дека е ова идеално место за снимање на ова песма, која е толку и позната, а и бидејќи Калеш ангел баш потекнува од ова место, мислам дека е ова сјајно. Калеш ангел е стара изворна македонска песна, позната на сите, и мене ми е посебно драга, затоа што од кога бев мала во нашиот дом секогаш се пееше. Покрај многу нови авторски песни, ја избравме ова песма да ја испееме на мој начин, со нов малце по-модерен аранжман, но сепак е таа песма се познава дека е од тој стил. Беше задоволство да работам и пеам во Македонија на преубави локации, вели Синицки, на чист македонски јазик. Одлично не престоја, Македонија е преубава, јас од како мала идам овде, секоја зима и лето и веќе неколку години не бев во Македонија, повторно сум сега овде, снимаме спотови и преубава. Моето CD треба наскоро да излезе и сигурна сум дека овие преубави кадри и амбиентот ќе помогнат да мојата музика најде пат до слушателите, истакнува Ана. Овој албум е наменет на сите, бидејќи ќе има песми со многу различни стилови, некој кросовер, тоа е премине од опера во поп музика, стари изворни македонски песни, руски цигани, шпански ритмови, така да овој CD е наменет на сите. Синицки се заблагодари и на соработниците. Ова продукција ја изработија редител Гоце Димовски и Александар Касапино снимател и продукција Синемак. Ана веќе неколку години е активна на музичката сцена во Србија, Италија и САД. Своето образование го гради во Белград, каде што завршува музичка академија, додека после дипломските студии ги завршува на Јејл во САД, каде што по завршувањето на студиите настапува во Њујорк и Конектикат, пошто продолжува со настапи на европско тло во Милано, Белград и други градови. Периодот работи на својот албум, комбинација на поп и класична музика, како што вели самата, во стилот на она што Бочели го направи со Il Divo како проект. Таа секаде гордо потенцира дека е македонка, со што покажува дека македонците и надвор од нашите граници не забораваат на татковината и сакаат за нив да знае цела светска јавност.